Драги гледачи, мој гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е Димитар Ангелковски, еден од основачите на аутдор фестивалот или фестивалот на отворено Уени Крушево, кој оваа година ќе се одржи по шести пат. Минатата година овој фестивал одбележи еден мал јубилеј од 5 години постоење. Оваа година дечките и девојките кои што се организатори продолжуваат со уште поголем ентузијазам и многу повеќе позитивна енергија, нови содржини и забава. Така да, што точно ќе се случува на овој фестивал, поконкретно ќе ни каже Димитар, кој што е гостин во ова студио. Димитар, пред се, добре дојде во ова издание на Инфорегион. Добро ве најдов и навистина ви благодарам за вашата поддршка која што неколку години ни ја давате поред. Вие не сте прв пат тука гостин, како што кажавте, ве следиме од самиот почеток и можам да кажам дека навистина во текот на сите овие години забележлив е развојот на овој фестивал, онака како започнавте и докаде стигнавте за овие 6 години и дека Уени Крушево прерасна во еден вистински препознатлив бренд за Крушево, но и за Македонија. Така е, значи Уени Крушево, како што сите знаеме, започна уште пред 6 години. Идејата за самиот фестивал ја добивме неколку другари со цел да ги промовираме самите убавини кои нашиот град ги нуди, историските, културните знаменитости, исто така сите адреналински спортови кои што нормално можат да се уживаат во Крушево. Започнавме точно пред 6 години, многу скромно, со минимални услови за организација на еден фестивал. Еве, после 6 години Уени Крушево, како што кажавте, е веќе препознатлив бренд, не само во Крушево и регионот, туку и во цела Македонија. Со колку учесници започнавте, дали се сеќавате првата година, со која беше минатата година? Малку имаше застој поради короната година до 2, но мислам дека се помине во најдобар ред. Така, првата година започнавме некаде со околу 150-200 учесници на фестивалот. Сега можам да се пофалам дека веќе сме стигнати со околу 400 учесници, преку 3000 посетители на градот Крушево, кои што уживаат не само во спортските, адреналинските активности, туку и во вечерните журки кои што нормално секоја година се побогати и поразлични. Дали веќе започна запишувањето на оние кои што сакаат да бидат дел од ова шесто издание на фестивалот и за сите оние кои што сакаат да бидат, не знаат како може да го направат тоа? Така, значи пријавувањето започна уште пред неколку недели за самиот фестивал. Самото пријавување може да се направи преку нашата веб страна, каде што имаме Google платформа и се пријавуваат сите заинтересирани учесници, а билети можат да се купат преку продажната мрежа на МК Tickets по цена од 500 денари или 4+1 гратис за оние поголеми групи кои што сакаат да доаѓаат на самиот фестивал. Можам да кажам дека досегашните бројки на пријавени учесници согласно сите претходни продажби во изминатите години се во нагорен тренд и мислам дека, односно оптимист сум дека оваа година ќе имаме најголем број на учесници на Уени Крушево. Влезницата спомнавте 500 денари, што се добива еден учесник за тие 500 денари? Така, влезницата е символична со оглед на тоа што се еден учесник добива со тие 500 денари. Во самиот пакет од 500 денари вклучена е брендирана маичка од самиот фестивал, оваа година со едно уникатно издание од познатиот дизајнер Зоран Кардула. Дополнително во самиот пакет имаат низа на производи од нашите спонзори кои што го поддржуваат самиот фестивал, плюс алка која што можат да ја користат за време на 3-дневниот фестивал, со која што добиваат дополнителни попусти на сите активности, како кајакарење, летање со параглайдер, јавање на коњи, значи добиваат околу 50% од стандардните цени кои што се нудат во Крушево. Исто така добиваат бесплатни музеи и исто така имаат и дополнителни активности кои што ќе бидат вклучени во самата карта. Фестивалот започнува на 24-ти, ќе трае до 27 јуни. Може да ни ги опишете активностите, што се ќе се случува на овој фестивал во текот на тие деневни спортски активности? Така, најнапред би сакал да ви ги представам спортските активности кои што се дел од овој фестивал.
Како што кажав претходно, стандардно најголемата посетеност ја имаме летање со параглайдер, имаме јавање на коњи, имаме кајаци на Крушевското езеро. Исто така оваа година ги имаме стандардните велосипедски и планинарски тури, мала и голема, кои што започнуваат од местноста Гумења, освен големата планинарска тура која годинава за прв пат ќе биде малку поразлична и понапорна. Започнува од манастирот Свето Преображение, се искачува до врвот Мусица и до местноста Крстови и назад. Дополнително прв пат за оваа година, кое што мислам дека ќе го збогатиме доста и самиот фестивал, е трката од 5 километри, која што ќе се одвива низ Крушевските улици, се започнува од Гумења, околу Крушевското езеро. Мислам дека ова трка е еден мотив плюс да добиеме дополнителни и спортски влюбеници и атлетичари кои што уживаат во овој спорт, така да очекуваме дека оваа година навистина ќе биде посетен фестивалот што се однесува до овие спортски активности. Во преговори сме да имаме и трейл трка, така да тоа е прилика се што е предвидено за овој летен фестивал во однос на спортските активности. Ова трка која што е спомната на 5 км е новина, ако не се лажам, во однос на изминатите години. Така, значи ова трка ќе биде одржана за прв пат на Уенин Крушево. Претходно е веќе еднаш одржана предходната година во септември. Интересот беше навистина голем, имаше доста учесници и самата посетеност и публиката на Крушево, односно самите граѓани ја прифатија многу пријатно, така што одлучивме оваа година да биде вклучена на самиот фестивал со оглед на тоа што трките и полумаратоните и маратоните завршуваат на крајот на јуни. Мислиме дека ова ќе биде како јаготка на тортата со тоа што сите спортисти влюбеници на атлетиката и на полумаратоните и маратоните ќе имате една завршна трка во Крушево. Која е нејзината релација, ако може да ни се откриет? Релацијата се започнува од местноста Гумења пред спомен куќата Тоше Проески, се продолжува до Крушевското езеро, еден круг околу Крушевското езеро, потоа се враќа по асфалтниот пат до жичарата во Крушево, односно почетната точка на жичарата во Крушево и назад до Гумења. Крушево е наистина едно уникатно место. Ретко кој град во Македонија може да ги понуди заедно сите овие активности кои што вие ги направивте, од кајакарење, па се до параглайдинг, планинарење, трка, јавање со коњи и така натаму. Спомнавте и тоа дека оние кои што ќе бидат дел од овој фестивал заедно со картата имаат и попуст. Може да се каже ли цените на параглайдингот, на јавањето, коњи, каде се движат тие и така натаму. Така, со купувањето на картата од 500 денари, како што кажав, сите учесници добиваат алка. Со истата алка добиваат скоро 50% на сите активности од стандардните цени, така што цената за летање со параглайдер со билет од Уенин Крушево би била 2500 денари, јавање на коње би било 800 денари, кајакарење 300 денари, така што мислам дека цените се пристапни за сите оние кои што сакаат да уживаат во овие адреналински активности. Претпоставам дека оваа година ќе го имате и оној добро познат кампинг простор околу Вештачкото езеро. Така, нормално без кампингот Крушево, односно Уенин Крушево е препознатливо и по самиот кампинг и таа длабока убава сенка која што е на Крушевското езеро. Кампингот, како што кажав, ќе биде лоциран покрај Крушевското езеро, ќе биде означен, така што сите оние кои што сакаат да кампуваат со самата алка, со самата карта добиваат и кампинг простор. Освен овие голем број на спортски активности кои што се одвиваат во текот на денот, да имате и исто така голем број музички минија кои што ќе настапат на овој фестивал во текот на сите овие 3 дена. Дали може да ни откриете дел од нив или сите? Така, ќе ви ги откриеме сите. Нормално, оваа година имаме, мислам дека доста интересни изведувачи.
Веќе во петок вечер започнуваат вечерните журки, ќе се одвиваат на старата локација покрај на спортските терени покрај Крушевското езеро. Започнуваме веќе од петок од 21 часот со отварање на фестивалот, каде што самото отварање ќе биде со нашиот крушевски диџеј Бапчу. Потоа после него следува познатиот рок бенд од Скопје Дејов, за да имаме една завршна журка со исто така популарниот диџеј Гоце Сафи. Исто така во сабота имаме предвидено доста интересни вечерни журки. Започнува во 22 часот вечерната журка со реге изведувачот Мемба Квин. Потоа после неа следуваат мега популарните битолски легенди Паркети и да завршиме со едно од најдобрите дуо во државата, Сирилик, кој што ќе ја забавуваат публиката до самите рани утрински часови. За овие сите забави концерти, дали се плаќа посебно влезница или влезот е слободен? Влезот е слободен за сите активности. Така беше и во сите изминати години. Сакавме тоа да го задржиме и ова година со еден апел до сите оние кои што сакаат да присуствуваат на овие вечерни журки, да ги поддржиме локалните угостителски објекти кои ќе бидат поставени на самото место, со тоа што ако може да максимално да ги поддржиме и самите угостители на градот Крушево. Да, значи дел од овие концерти може да бидат и гости кои што не биле претходно дел од денските спортски активности, него едноставно имаат желба само да се журкаат и добро да се забавуваат. Така, сите оние кои што се заинтересирани за бесплатна и убава забава во Крушево се добродојдени и ги очекуваме на ноќните журки во петок и сабота, на 24 и 25 јуни. Спомнавте на самиот почеток на овој интервју дека целата оваа идеја за Вени Крушево прерасна да се афирмира овој навистина прекрасен град во Македонија. После 6 години изминати, каде се гледате себе си како организација, каде гледате фестивалот? Така, после 6 години нормално нашите идеи, нашите цели се високи. Вени Крушево нормално да достигне уште повисоко ниво од ова што денес го имаме. Идејата е да во иднина нормално Вени Крушево добие освен популарност во Македонија, да добие и надвор од нашите граници. Сакаме да имаме гости кои што би дошли од странство и нормално една од нашите желби е да имаме и странски изведувачи, иако досега веќе сме имале и еден странски мега популарен изведувач Inner Circle од Јамајка, така што се надеваме и очекуваме дека овој турбулентен период ќе заврши и дека во иднина ќе имаме многу повисоко ниво на самиот фестивал. Дали може би размислувате со некаква соработка со туроператори? Така, да, зошто да не, размислуваме и со туроператори, очекуваме нормално и поддршка не само од самите државни институции кои што секоја година ни помагаат и го поддржуваат фестивалот, очекуваме соработка и поддршка од приватните компании и нормално поголема посетеност на учесници на фестивалот, со тоа што и самиот фестивал би бил само издржлив. Димитар, ти благодарам за издвоеното време и за твоето гостување во издание на Инфорегион. Ви благодарам и на вас на поканата. Како што кажаме, голем број граѓани од Македонија го препознаа досега, ја препознаа убавината на Вени Крушево, така да, како што и кажавме на почетокот на овој разговор, веќе е голем бројот на оние кои што се заинтересирани да бидат дел од неговото 6-то издание, така да и вие немој да зажалите, од 24 до 27 јуни обавезно бидете дел од овој фестивал во Крушево.